Викендот стартува новата сезона во првата македонска фудбалска лига, а тоа што можеби за гледачите е важно е дека Бреера Струмица надпреварот со Вардар ќе го одигра во ноќен термин во недела од 20 часот. Конечно одлична и добра вест за љубителите на фудбалот, за навивачите и за сите кои сакаат да проследат добар фудбал под рефлектори. За македонскиот фудбал ова може да се смета како голема сензација, бидејќи надпреварите кои биле одиграни под рефлектори се бројат на прсти, но се надеваме дека ова ќе стане пракса и во иднина ќе има редовно надпревари под рефлектори. Во соседството, редовно во секој коло се игра надпревари под рефлектори, а кај нас ретко кога може да се види добар фудбал под рефлектори. Во минатото доста актуализиравме оваа тема, за која разговаравме во спортскиот магазин Трибина на Емнет, а потребата од надпревари под рефлектори има повеќе предности, како за публиката, така и за самите играчи. Има клубови кои што имат могушности да се одиграе тоа на малку покасно, под рефлектори ќе кажеме, ајде ние. Кај нас е тоа научна фантастика да играш под рефлектори. Имаме ги, а не ги користиме, тоа не ми е јасно. Па се бројат надпреварите под рефлектори на прсте што си имат одиграно. Да, но тоа е многу малку, за жал. Еве, Црна Гора играат, Косово играат ноќни надпревари. Ние кај нас не можеме да играеме. Немаме прва лига, па за втора не може да разговараме. Јас како фудбалер ќе кажам, не ми исто на мене да играм у 2 часот, у 3, у 4, у 5, у 9 часот. Јас сум играл и ноќни надпревари. Значи, чувството, амбиенто, енергијата што имаше сосема друга кој играеш навечер. Значи посвеже времето, самата атмосфера те носи повеќе да се бореш, да трчеш, да придаваш и автоматски сега голем дено луѓето што работат, а сака да го пратат спорто, не може да стасуваат. В недела од 20 часот Бреера Струмица против Вардар под рефлектори на Благој Стато во Струмица.